Наместо стариот Тидавер кој живе од социјална помош со 1600 денари, решение за плаќање на заостанати сметки за вода стигнале на име на еден од неговите синови, кој е со привремен престој во странство. Неговата снаа Хулија не знае како се нашло името на незиниот сопруг Јунеј на решението со кое треба да плати околу 10.000 денари за вода, бидејќи куќата и водомерот се на име на незиниот свекор. Броилото е на свекорот, а тужен е мојот сопруг, значи синот на собственикот, што не се вода ништо на негово име. Он е обврзан да плате тужба и да плате целата вода од 2016 и почнаа фактури од 2017 да стигат на момчето на негово име. Ова создава револт кај семејството на синот Јунеј. Може мојот сопруг поскоро да прави, дали да им помогне за храна и за грејење, односно помага колку може за струја, но не може за се, зашто и ние имаме деца. И ние, значи, си имаме своја фамилија, што не можеме се да покриваме, не може се да е на наш терет. Това нивно оправдување тоа доколку мојот свекор не плаќа вода, ќе биде блокирана сметката на сопругот. Нели е срамно тоа што го прават без да те повикат. Сепак не сме некој глупави народ, можеме да разбереме, да седнеме, да разговараме и ако можеме да му помогнеме на свекор да си направи на рати, да се договориме, да се согласиме на тоа и да си плаќаме. А не туку така на нив им текнало и си самите направили. Оваа постапка на Делчевското јавно предпријатие Брегалница за адвокатот Ахметовски е спорна, па веќе е поднесен приговор на решението. Поднесовме предлог, сметајќи дека овој предлог е неоснован затоа што истиот нема склучен договор со доверителот, значи истиот во исто време не е собственик на броилото со кој се врши наплата на комуналните услуги, а во исто време по поднесувањето на приговорот против овој предлог до него е поднесена и фактура за први месец 2017 година за наплата на долг. Според него, јавното предпријатие не го почитува законот за комунални дејности, бидејќи корисникот на комуналната услуга треба да има склучено договор со јавното предпријатие, а врши импровизација на законот за семејство. Сметаме дека таква обврска не постои во законот за семејство. Во законот за семејство постои обврска за издржување на меѓусебно издржување помеѓу родителите и децата и обратно, меѓутоа тоа треба да биде утврдено со судска одлука или со решение. За правната служба на Делчевското јавно предпријатие нема спорно во решението со кое се задолжува синот кој живее во истата куќа да ја плати сметката на таткото и оттаму се повикуваат на законот за семејство, според кој за обврските за комунални услуги солидарно одговарале членовите на семејството, нешто што јавното предпријатие го применува веќе 15 години. Инаку според јавното предпријатие ова семејство должи за вода околу 40.000 денари за последните 4 години, но во меѓувреме стариот Тидавер, вовлечен во оваа мака, се согласил долгот да го плаќа на рати, па решението на име на неговиот син ке било повлечено. Инаку преку нотар Делчевското јавно предпријатие на крајот од минатата година испратило околу 200 решенија за извршување.